председницио, почитувана госпоѓа Бранс, амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Северна Македонија, почитуван господин Спасовски, министер за внатрешни работи, почитуван господин Саити, генерален секретар на Црвениот крст во Република Северна Македонија, почитувани домаќини, почитувани представници на Американската амбасада, дами и господа, почитувани представници на медиумите. Ми представува огромна чест и задоволство што имам прилика да се обратам искрено, да се заблагодарам на помошта што Соединетите Американски држави преку амбасадата на во Скопје уште еднаш ја покажаа својата солидарност и помош во овие исклучително сериозни моменти со кои се соочуваме. Your Excellency, distinguished Mrs. Burns, U.S. Ambassador to North Macedonia, distinguished Mr. Spasovski, Minister of Interior of the Republic of North Macedonia, distinguished Mr. Saiti, Secretary General of the Red Cross of the Republic of North Macedonia, representatives of the U.S. Embassy, representatives of the media, ladies and gentlemen. It is a great honor and pleasure for me to have this opportunity to address you and sincerely thank you for the assistance with which the United States, through the Embassy in Skopje, has once again shown its solidarity and support in these exceptionally complex moments we are facing. COVID-19 пандемијата донесе и се уште носи сложени моменти со кои секојдневно се среќаваме во сите сфери на општеството и кои бараат вложување на големи напори за справување со кризата и намалување на последиците по сите нас. Опремата која Дирекцијата за заштита и спасување доби од Соединетите Американски држави и која дел е изложена овде и веќе ја видовте, ја најде својата примена кај нашите припадници на силите за заштита и спасување при изведување на нивните активности во ноќните часови. Таков беше случајот со нашиот ангажман за време на кризната состојба во општините Дебар и Центар Жупа, каде Дирекцијата за заштита и спасување 24 часа вршеше дезинфекција на сите возила на определени влезно-излезни пунктови. The COVID-19 pandemic has brought and still brings complex moments that we face every day in all areas of society and which require great efforts to deal with the crisis and to reduce the consequences for all of us. The equipment that the Protection and Rescue Directorate received from the United States, and part of which is exhibited here, and you have already seen it, has begun to be used by the members of the Protection and Rescue Forces when performing their activities at night. Such was the case with our engagement during the crisis situation in the municipalities of Debar and Cintar Župa, where the Protection and Rescue Directorate disinfected all vehicles 24 hours a day at the designated entry and exit points. Соработката на Дирекцијата за заштита и спасување со партнерите од Соединетите Американски држави, како и со амбасадата на САД во Скопје, се одвива континуирано и резултира со обуки и опремување. Во тој контекст ќе спомнам престојната обука на пиротехничари и деминери од Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за внатрешни работи, која треба да ја спроведат представници од одделот за отстранување експлозивни направи при Националната гарда на државата Вермонт. За оваа активност, која е пролонгирана поради пандемијата, усогласен е текст на меморандум за соработка помеѓу Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за внатрешни работи за реализација на заеднички обуки и проекти од областа на антитерористичката заштита и заштита за спасување од неексплодирани убојни средства и други експлозивни материи. The cooperation of the Protection and Rescue Directorate with U.S. partners, as well as with the U.S. Embassy in Skopje, is ongoing and results in training and equipping. In this context, I will mention the upcoming training of pyrotechnicians and deminers from the Protection and Rescue Directorate and the Ministry of Interior, which should be conducted by representatives of the Explosive Ordnance Disposal Unit at the Vermont National Guard. For this activity, which is prolonged due to the pandemic, the text of the Memorandum of Cooperation between the Protection and Rescue Directorate and the Ministry of Interior for conducting joint trainings and projects in the field of terrorist protection and protection and rescue from unexploded ordnance and other explosive devices has been harmonized and is in the phase of signing. Оваа обука треба да се спроведе во рамките на Европската команда на Американските вооружени сили со поддршка на истата во
Преговори сме со партнерите од Соединетите Американски држави за проектирање и изградба на центар за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, каде ќе се вршат обуки на републичките и просторните сили за заштита и спасување, како и на другите спасителни служби во државата, а според претходно утврдена програма. Дозволете ми да ја искористам оваа прилика, уште еднаш срдечно да им се заблагодарам на нашите партнери од Соединетите Американски држави за помошта и поддршката во досегашниот период со надеж дека предизвиците пред кои стоиме и ќе ги надминеме преку соработка, диалог и поврзување кои се единствениот клуч на нашата заедничка иднина. Благодарам. These trainings should